Svetijot velikomačenik Georgij najmalku jeden vek gi sobira kočanci vo svojot hram podignat vo centarot na gradot. Crkvata je mesto kada se ispišuvala crkovnata i svetovna istorija na Kočani. Ona što do neodavna se prenesuvalo niz usnata tradicije ili postojalo kako pojedinačno pismeno svedoštvo, sega je sobrano na jedno mesto vo knjigata Crkvata Sveti velikomačenik Georgij, eden vek postojenje. Понатаму во трудот се опишува начинот на кој Кочанци бара дозвола за изградба на нова црква и истовремено е презентиран и султанскиот ферман за добивање на таа градба. Таа е започната во 1910 година, а е осветена во 1917 година. Црквата е изградена во централното градско подрачје со цел да биде достапна за сите луѓе, да можат да присуствуваат на богослужбите. Овој храм е гласен сведок за една историска доба, сведок на многу убави, но и на тажни моменти, сведок на многу духовни издигнувања, подвизи. Iako knjigata soдржи податоци за период од 100 години, сепак истражувањата покажале дека црквата е многу постара. Имаме податоци дека храмот Свети Георгij постои барем 200 години, односно малку повеќе од 200 години. Поради тоа дадовме еден поширок хронолошки и просторен опфат во целото ова дело на улогата која што ја има христијанската црква во Брегалничкиот регион. Промоцијата на книгата се одржа во чест на два големи јубилеја од календарот на МПЦ. Ги сметам за посебно почестени генерациите што можат да бидат сведоци на големи јубилеи, како што се овие, кога се одбележуваат 100 години од постоењето на храмот Свети великомаченик Георгij и 50 години од автокефалноста на Македонската православна црква. Храмот на Светиот великомаченик Георгij е место каде кочанци и ден денес се собираат за молитва и Божја милост. Овој храм во минатото и сега ја покажал својата вредност духовна. Постанал место светилиште каде што сите ние се собираме заедно на божествената литургија. Онака како што минати генерации на кочанци го граделе храмот, така сегашните и идни поколенија треба да се грижат за него. Повикувам сите да се грижиме и придонесуваме во чувањето на локалната историја, индивидуално, семејно, институционално. Тоа е вистинскиот начин да покажеме нашето родолюбие. Промоцијата на книгата и вечерната богослужба на која присуствуваа голем број верници беа придружувани од црковниот хор од Радовиш, а настанот се случи во годината кога МПЦ ОА го одбележува 50 годишниот јубилеј од возобновената автокефалност на Охридската архиепископија.